Мајка Слободка, херој на времето, е насловена монографијата од доктор Тодор Бурназовски, која беше промовирана вчера вечер во просториите на Сдруженијето на пензионери, токму на денот на ослободувањето на Куманово. Книгата е посветена на родителите на авторот Слободка и Киро, на нивниот непокорен и слободарски дух во време на Втората светска војна. Главна личност во монографијата е младиот борец Слободка Георгиева, родена во 1919 година, која што во својата 18 година како монополска работничка се вклучила во синдикатното движење, потоа во СКОј и во КПЈ во Македонија и предводела многу штрајкови. Кога фашистичките војски почнале да навлегуваат, таа станала активист, деец на отпорот против фашистичкиот терор, пишува во рецензијата од Петар Карајанов. Заради својата дејност, Слободка била во заложништво речиси 3 години од бугарскиот фашистички окупатор, но не се предавала во ниту еден момент, знаејќи дека правдата ќе победи, како и слободата против окупаторот. По ослободувањето, Ботка повторно била мета на тогашните власти, кои ја однеле во злогласните логори Голи оток и Гргур, каде цели 2 години повторно доживувала многу тешки моменти. Во тие моменти нејзиниот син Тодор, кој претходно го изгубил татка си во војната, го чувала неговата баба, но тогашните служби и го одзеле и го сместиле во дом без родители. Настанот е исклучително добро темпиран, а книгата е парадигматична за многу слоеви на културна свест, на историјата и така натаму, од генерално прототипот на мајката до конкретната мајка, прикажува еден извонредно динамичен, често контроверзен, конфликтен, но пресуден период од историјата на поновата историја на Македонија. Раскажана е практично од самата Слободка, мајка му на нашиот драг доктор Тодор Бурназовски. Тој ја така книжевно постави што доби изванредна динамика и книгата е повекекратно значајна и за еден од клучните, да кажам, сограѓани или граѓани на Куманово кои има влијание се до денес, но и за македонската историја пошироко, и во таа смисла овој настан многу ме израдува, ми укажа мојот драг пријател Тодор Бурназовски чест. Ова книга стана како резултат на една желба на доктор Бурназовски да го овековечи ликот на својата мајка. Се работи за една исклучителна жена. Јас во мојата професионална кариера и приватно и службено не сум сретнала таков исклучителен лик, ми беше и предизвик. Во секој случај Тодор Бурназовски го заврши тоа што сакаше да го направи ова книга. Тоа е еден тип на семена хроника, меѓутоа ќе најдете тука елементи и на многу на литература, на квалитетна проза, на семена хроника, имате и лирика, имате епика, имате величествени моменти, едни такви осцилации. Книгата е, како да ви кажам, толку на моменти толку убава, на моменти е толку тажно, на моменти се разочарувате од луѓето во вашиот град, во вашата држава. Се на едно многу интересно и убаво четиво, се надевам дека ќе предизвика внимание и овој ТВ настап и дека луѓето ќе побараат ова книга. Тоа беше една исклучителна жена, баш професорот Мухиќ ја објасни како дијамант, толку цврста, сакаше да раскажува, така беше доста духовита, не се оптеретуваше покрај нежиниот живот и голиот и сето тоа. Јас ја запрашувам, меѓутоа таа не сакаше да зборува за весели, за убави работи и постојано ми повторуваше убави моменти од нежиниот живот, од младоста. Мислам, тоа беше една исклучителна жена, а тука и Бурназовски, кој што се исто така. Мислам дека тука е во прашање и генетиката и тие фамилиарни карактеристики на една истрајност, на една хуманост, на една борбеност и на една ненормална цврстина. Доктор Тодор Бурназовски е роден во 1942 година во Куманово. Завршил стоматолошки факултет во Скопје, специјализација по орална хирургија, а положил и субспецијализација по максилофацијална хирургија. Првата негова книга од областа на здравството е објавена во 2009 година. Во 2017 книгата Мојата улица народна револуција, а во 2020 година е објавена книгата Мајка Слободка, херој на времето.